Власта носи закон со кој ќе го спасува Охрид со архитект без право на глас во највисокото тело, Совет за следење и координација на управувањето со природното и културно наследство во Охридскиот регион. Ке се бара наогласно како соработник кој нема да може да гласа, а потребно е да има највисока образовна титула, доктор на науки и најмалку 10 години искуство. Додека архитектот урбанист ќе биде нем сведок на работата на телото, други 12 членови избрани на предлог на владата и градоначалниците и тројца невладени представници ќе креваат рака за урбанистички аспекти и проблеми со дивоградбите, кој ќе предлага плански решенија е прашање за кое новиот закон не нуди одговор, велат од Асоциацијата на архитекти. Изостанува архитект, не мислам дека само и урбанист, во секој случај треба да има архитект урбанист лиценциран, но мислам дека е неопходно да има и лиценциран архитект, проектант. Бидејќи работите во Охрид се повеќе слојни. Не се само дали некој дел урбанистички се планирал на еден или на друг начин, туку едноставно имате милион ситници. Советот ќе има и председател и заменик со мандати, а гласањето ќе биде по бадентер, што е уште понелогично, особено ако ова тело решава за стручни и експертски проблеми, реагираат пак политиколозите. Стручни тела, побарување, стручни тела да носат одлуки со бадентерово мнозинство. Бадентеровото мнозинство е смислено да биде заштита за малцински групи, без разлика дали се етнички малцинства, во други држави тоа може да бидат друг тип на групи. Меѓутоа, тој начин на одлучување е одлучување на политичко ниво. Законот се крои од одамна, доаѓа во време кога Охрид завлакно го зачува статусот на заштитено подрачје под УНЕСКО. Условот кој го доби градот од Обединетите нации е градот да се справи со 409 нелегални градби во заштитениот појас, а над 1000 пребројани распространети долж крај брежјето и Охрид. Зелените невладени констатира дека Охрид се справува со над 11.000 дивоградби, за кои охриѓани поднеле барања за легализација до општината. Дали општината ќе урива или ќе легализира објекти, меѓу кои оној на советникот во општината, тече рок на кој државата се обврза пред УНЕСКО. Законот требаше да се предочи пред пратениците, но заради денешната пленарна седница се одложи комисиската расправа.